Почитувани, владата на СДС сака судство кое нема да го гони Зоран Заев за тешките криминали во кои е фатен жив, а дел од нив и аболициран. Владата на СДС сака судство со кое преку нови партиски одбрани катици ќе може да врши политички прогон врз неистомислениците. Заев и СДС сакаат преку судот побрзо и поефективно да го воспостават својот режим во Македонија. За таа цел, СДС има намера комплетно да го партизира судството и да го стави под своја контрола. Исто како во 1997 година, кога во една минута, со скандалозна одлука, промени 617 судии во државата. Клучен доказ за овој црн план на СДС е Фрчковистичкиот совет за реформи во судството, преку кој Заев ќе се обиде да инсталира стотици нови катици, слепи послушници на нарачките на Заев и партнери кои ќе го ослободат од вина за тешките криминали кои ги сторил, а ќе ги гонат без доказ и факти неговите неистомисленици. Покрај лустрираниот Љубомир Фрчковски, кој во режимот на СДС своевремено се занимавал со политички местенки и прогони на луѓе само заради нивните политички определби, во овој совет Заев ја постави и председателката на Комисијата за политички систем на СДС, Маргарита Цаца Николовска, за да го реформира судството според насоките на незиниот лидер. Во Советот за реформи Заев си ги намести Гордан Калајџиев и Мирјана Најчевска, кои се заслужни затоа што со него заедно фрлаа со боја врз државните институции и глумеа независни експерти одработувајќи за Заев. Во Советот за реформи нема ниту еден председател на најголемите судови во Македонија, вклучувајќи го и председателот на Врховниот суд, како представник на фелата. СДС со ова докажа дека нема намера да работи за подобра и независна судска власт, туку за судство кое ќе возможи партијата да ја направи држава, а државата партија. Заев јасно кажа дека не признава судство кое го гони него за случајот подкуп и токму такво судство сака во Македонија. Единствената реформа во судството за која е заинтересиран Заев е да се прават судиите и обвинителите слепи за неговите криминали, а да се гонат неговите политички противници и да им се нарачуваат притвори за потребите на пропагандата на СДС. Овој совет на СДС има за цел целосно да го покори правниот систем, а да ги понижи судиите и да ги натера да му се поклонат на Зоран Заев, за да може тој и партнерите непречено да го спроведуваат своето црно сценарио во Македонија, преку режимот кој го инсталираат во моментот. Граѓаните ќе го казнат за ваквото тоталитарно однесување на антиреформаторите од СДСМ, побргу отколку што Заев тоа го очекува. Ви благодарам.